Првата рунда од Купот на Македонија носи изразите фаворити, но ќе има и понекоја неизвестна средба. Еден четвртолигаш ќе се соочи во првата фаза од Купот на Македонија. Јени Маеле ќе игра против прволигашот Шкендие, каде тимот од Тето е апсолутен фаворит. Третолигашот Башкимец 2008 ја Болчиште во првата фаза од Купот ќе игра против Детонит Плачковица. Второлигашот од Радовиш на себе ќе има улогата на фаворит на овој меч. Неизвестен меч ќе се очекува меѓу Шкендие, Рачиново и Каменица Саса, соочување два второлигаши, но фаворитската улога ќе биде кај екипата од Рачиново, која минатата сезона приреди сензација откако го исфрли работнички од Купот уште во првото коло. Во Струмица ќе гледаме соочување на второлигашот Беласици и прволигашот Арсими. Струмичани градат тим со кој ќе сакаат атак на местата кои водат кон првата лига, па соочувањето во рамки на воведната рунда од Купот ќе биде вистински тест за нив. Третолигашот Карбенци ќе игра со прволигашот Работнички, кој доаѓа како голем фаворит, а истото ќе биде и на мечот меѓу третолигашот Евротип и прволигашот Силис, каде тимот од Кратово е голем фаворит за следната фаза. Повода Валантово ќе земе учество во првата фаза од Купот, а ќе се соочи со Брегалница, со што разликата во квалитет и искуството го прави штипскиот тим голем фаворит. Повратникот во втората лига Тетекс ќе игра со фаворитот Пелистер. На Билјан Изворе ќе се одигра можеби најнеизвестниот дуел меѓу второлигашот Охрид, кој гради тим за влез во прва лига, и прволигашот Брејара Струмица, која очено ја отвори новата сезона, особено со тој тежок пораз во Крато од 5:0. Охрид е новој меч со подршка од Веренте Рибери може да целат кон следна фаза од Купот. Третолигашот Љуботен ќе има тешка задача против фаворитот Македонија Ѓорче Петров. Прволигашот Ѓорче е фаворит, а пак во автокоманда ќе се соочат второлигашот Скопје со прволигашот Тиквеш. Екипата на Кожов на домашен терен ќе игра против прволигашот Шкупје, кој во новата сезона не тргна според посокуваното има турбуленција во клубот, па тоа може да го искористи второлигашот Гевгелија. Прилепска Повода, која е во хаотична состојба, ќе игра против Башкими, а прволигашот Куманово е апсолутен фаворит. Екипата на Пчење во рамки на првото коло ќе игра против второлигашот Новоци, а за третолигашот ова ќе биде историско учество во Купот на Македонија. Првата рунда од Купот на Македонија е планирана да се одигра на 26, односно 27 август. Победниците патуваат директно во осмина финалето, а доколку нема победник во регуларниот дел се изведуваат директно пенали. Во оваа фаза од Купот се игра само еден елиминацијски натпревар.